Ова е стартот на она што сакам денеска заеднички полека да продреме во Словото, но да продреме како деца со понизни срца, бидејќи за таа поука да се прими, потребно е срцето да биде прилагодено, подготвено. Ке читам сега од Евангелие по Лука, 5 глава, од 1 до 11 стих. Еднаш Исус стоеше на брегот на Генисаретското езеро, а луѓето се туркаа кон него за да ја слушаат Божјата порака. Тој издогледа 2 бродчиња извлечени на брегот. Рибарите беа излегле да ги чистат своите мрежи. Исус влезе во едно од бродчињата кое му припаѓаше на Симон и го замоли малку да го оттурне од брегот. Потоа Исус седна на бродчето и започна да го поучува народот. Кога заврши со говорот, Исус му рече на Симон: "Одвеслај понатаму во подлабока вода и фрлете ги мрежите." Но Симон му одговори: "Господару, цела ноќ се трудевме и ништо не уловивме, но штом ти заповедаш, ќе ги фрлиме мрежите." Кога ги спуштија мрежите, уловија толку многу риби, што речиси им се искинаа мрежите. Ги повикаа другарите од другото бродче да дојдат да им помогнат. Тие дојдоа и ги наполнија 2 бродчиња со толку риби, што бродчињата речиси потонаа. Гледајќи го ова, Симон Петар падна пред Исуса на колена и рече: "Оди си од мене, Господе, јас сум грешен човек." Зашто голем страв ги беше зафатил и него и оние што беа со него поради случката со уловените риби. Истото важеше и за другарите на Симон, Јаков и Јован, синови на Завдај. Исус му одговори на Симона: "Не плаши се. Од сега ќе одиш по луѓе, а не по риби." Тогаш тие ги извлекоа бродчињата на копното, оставија се и станаа Исусови следбеници. Амен. Колку убаво нешто. Што видовме, што слушнавме и што разбравме? Видовме приказ на нешто кое што е чудесно. Но како го разбираме сето ова? Беа 2 бродчиња. Рибарите беа излегле од бродчињата и беа зафатени. Со што? Ги чистеа мрежите. Исус ги издогледа бродчињата и избра да влезе во едното од нив. Го избра бродчето на Симон. Потоа го замоли и Симон му го даде бродчето за Исус да го поучува народот стоејќи на бродчето. Кога Исус заврши со поуките, додека беше на бродот, што му рече на Симон? Да одвесла во подлабоки води и таму да ги фрлат мрежите. Интересно е што во тој момент Симон му дава информација на Исус, укажува дека цела ноќ се труделе да постигнат нешто, да уловат нешто, ништо не уловиле, но сепак го послушал Исус. Што е овдека интересно? Наместо да се трудиш со свој труд да ловиш, што е важно? Дозволуваш Исус да те обезбеди. Не да се обезбедуваш ти сам себе си, туку да дозволиш Исус да ти биде спасител, да ти биде избавител, да ти биде снабдител, да ти биде сето она што ти е потребно. Во светскиот живот, во светскиот начин на живење, инерцијата во светот те тера сам да се справуваш со се. Сам да си бидеш спасител, сам да си бидеш сметководител, банкар, се да си бидеш сам на себе си дури доволен. Но кога зачекоруваш по Божиот пат, осознаваш дека ти не си создаден за самиот себе си да живееш и да вирееш со цел да се само задоволуваш од сопственото само живење. Туку осознаваш дека твоето постоење е пред се Божја намера. Ти си создаден бидејќи Бог сакаше да си создаден за Бог да општи со тебе и ти со него. Осознавајќи дека си создаден со Божја промисла и мисија, ти започнуваш да чекориш и свесно избираш Господ да те води, да те избавува, да те спасува. Не дека ти не можеш,
Твоето тело те тера, твоята телесност те влече да ти сам тегнеш, сам да создаваш труд да се потиш, сам да се спасуваш, сам да се извлекуваш од ситуациите. Но овде гледаме еден пример, дека самото трудење од човекот не носи секогаш резултат. Односно може и да носи, но по цена на многу труд. Во случајот кај Симон немаше улов. И покрај тоа што се трудеа не еден час, цела ноќ се трудеа. Но што откриваме? Симон потоа ги собра мрежите, ги фрлија мрежите и потоа ги собираа на бродчето и уловија толку многу риби, што речиси целосно им се искинаа мрежите. Дури ги повикаа другарчињата на другарите од другиот брод за тие да помогнат и двете бродчиња толку беа преполнети што скоро речиси потонаа. Така пишува во Словото. Сета оваа ситуација беше одлика на чудо. Симон беше сведок на тоа Божјо чудо и тоа чудо се случува по милост на Господа, но таа милост на Господа действува и работи во нас кога ние дозволуваме да се случува, односно наместо да се трудиме ние, отстапуваме место и дозволуваме Бог да сработи за нас по Негова милост. Симон беше трогнат од тоа што го виде. Симон беше потресен од тоа што го виде. И затоа Симон падна пред Исусовите на колена и што му рече? Што му рече? Господи, оди си од мене, јас сум грешен човек. Симон знаеше дека тоа што го искусува не е заслужен, не е достоен да го доживее. Но Бог покажува милост кон него. И тоа го видеа и Јаков и Јован, кои што исто така беа преплашени од онаа гледка со толку многу риби. И тогаш што му кажа Исус на Симон Петар? Му рече, не плаши се, од сега ќе ловиш луѓе. Стравот не може да има дел во нашето чекорење со Бога или во нашата служба со Бога. И затоа Исус објавува не плаши се, но потоа покажува нешто друго. Од сега ќе ловиш луѓе. Од оваа ситуација што треба да согледаме? Големото достигнување во бродот не е да ги наполниш мрежите, туку да го имаш оној на кого му припаѓаат и земјата, и морињата, и небото. Големото достигнување во животот не е изобилието. Целта не е да го доживеш само изобилието и полните мрежи. Бидејќи мрежите ќе се скинат и бродчето може и да пропадне. Изобилието е приказ дека Бог може многу повеќе да овозможи отколку што ние можеме да постигнеме. Кога Петар ги виде преполнетите мрежи, не си рече, леле, што се случи? Јас се збогатив, готово! Обезбедено е моето семејство со овие риби, ќе јадеме и ќе ги продаваме, ќе има платичка, Петар така ниту рече, ниту реагираше. Петар беше трогнат. Зошто беше трогнат? Кога осознаваш дека си избран од Бог, срцето не е рамнодушно, срцето е трогнато. Дали твоето срце е трогнато што ти си избран од Бога? Пазете, секогаш има два брода. Но Исус го избира твојот брод. Тој тебе те избира. И тој има план за тебе, така е. Бидејќи тој сака да е во твојот живот, во твојот брод. Сега, штом Бог е во твојот живот, тогаш неговата милост, Божјата милост, не те опфаќа само тебе, туку и сите што се на тој брод, односно членовите на твоето семејство. И затоа не е најважно во животот да се достигнуваат изобилија или постигнување на резултати. Најважно е да се биде и да се остане фокусиран на Исус, кој што веќе влегол во нашиот живот. Замисли, Исус влезе во бродчето на Симон, му вика, фрли ги мрежите таму подалеку во длабоки води, а Симон го игнорира, грицка сончоглед и вика, ми се спие. Исус му вика, Петар, ајде понатаму со бродчето во длабоки води да ги фрлиш мрежите.
Не можам, снагата ме боли. Промаја ме фркна цела ноќ на бродот. Еден ветер, леле ме пронижа, ме вие коленото. Што му рече Симон? Му кажа, Господе, цела ноќ ловевме, не го ловивме. Ама добро, што викаш, ќе направиме така. Што направи? Така е. Симон покажа послушност. Моето прашање до сите нас е: знаеме дека Исус е дел од нашиот живот и е во нашиот брод. Не ли сте свесни дека некогаш Исус ни века: остави ги сите нешта и тргни таму каде што те викам за да ги фрлиш мрежите? И нели многу пати му имаме различни изговори дадено на Господ? Не сега, Господе, имам работа. Не сега ќе се пораѓа сопругата. Не сега зимска сезона е, не се оди ќе се настине. Не сега коленото ме врти. Не сега работа чекам за да ме вработат. Не сега. А кога? Кога ќе умреш ли? Ние сме повикани да сме Божји садови. И нашите тела, ние сме спасени и направени сме овие наши тела да бидат храм на Светиот Дух. Тоа што сме спасени значи дека веќе не принадлежиме на овој свет, но исто така не припаѓаме ниту на сами себе си. Оној што плаќа, на тој му припаѓаш. Една проститутка, кога е платена, таа е нечија собственост за време од еден час. Но ние не сме такви. Ние не сме проститутки, ние бевме грешни, но Исус скапо не плати со неговата света крв. Со давањето на неговиот живот за нас. И кога тој ја плати таа цена за нас, скапо не плати. Дури не бевме вредни, но тој скапо не плати. Е сега кога сме веќе откупени, ослободени од прангите на овој свет, зашто ни е дадена слободата? За меаните да ги редиме? Живот да живееме? Младоста да ни расцветува? Ако веќе принадлежиме со се тело, со се срце, со се ум, со се душа, со се, тогаш треба да бидеме во позиција да откликнеме на повикот. Ти може би припаѓаш на твојот сопруг, ама пред се му припаѓаш на Христос. Ти може припаѓаш на твојата сопруга, но пред се припаѓаш на Христос. Ти може припаѓаш на мајката и татко ти, но пред се припаѓаш на Христос. Ако ти не дозволиш во целост да припаѓаш на Христос и твојот живот да биде исполнет со Него, тогаш ти не си во повикот, во основниот повик за кој што си спасен. И Бог тебе нема да те оттуѓи од себе си, да те отфрли. Но ти нема да ги видиш чудесните Божји дела кои што Бог ги припремил за тебе. Ти ки си стоиш, оти цел живот си се трудел да уловиш нешто, да постигнеш. Не си успел и така изморен, ке си стоиш на брегот. И Исус ке ти вика, ајде мрдни се од оваа точка, помрдни се од статично место, помрдни се, отиди во морето подлабоко да ги фрлиш мрежите. А ти ке имаш 1000 изговори да му кажеш, животот ми беше тежок, цел живот ловев, ништо не уловев, сакав да постигнам, не постигнав, колената ме болеа, жената, ова ми беше, она ми беше. Каде си ти во позиција да се ставиш да служиш на Исус? Ние сме навикнати дури и духовни, спасени, па сепак да си служиме на себе си. И затоа ова го слушате вечерва. Бидејќи заврши времето кога треба да угодуваш на луѓе, одамна, но заврши времето кога треба да го сакаш и своето лично удобство. Бидејќи твоето лично удобство е летаргија, кое што не само што го слабее твоето тело, туку исто така духовно те ослабува. Исто така те пасивизира во верата, во расудувањето и стануваш сува прачка, што не дава плод. И тога што се прави со сувата прачка? Господ нема план да си сушиме и да исчезнеме. Господ има план накалемени на Него да течат Неговите животни сокови низ нас
и низ нас да се изразат плодови за Негова слава. Зошто да го попречуваме тоа? Бидејќи нешто друго е поважно од Исус. Не треба да го дозволиме тоа. Значи, Симон што направи? Го послуша Исус, не ли е така? И продолжи. И што се случи? Виде чудо. Ова е важно да го сватиме, бидејќи во животот не е најважно да се фокусираме на достигнување на изобилие, постигнување на резултати. Туку да се остане фокусиран на Исус и да го има Исус потребното внимание, потребното поклонение кое што му следува од наша страна, бидејќи сме спасени за да ги разгласуваме Неговите моќни дела, за да ја прославуваме Неговата слава и да биде фалено Неговото име кое е над секое име. Амин. Се што го тргнува твојот фокус од Исус, што се случува? Кога го тргнуваш фокусот, започнува проблем. Но кога твојот фокус останува на Исус, започнуваш да гледаш каков е Тој и да учиш од Него што прави Тој, како врши Тој, како дејствува Тој. Исус покажа пример како Тој дејствува со преполнувањето на мрежите. А потоа на Петар му рече: не плаши се, од сега ќе ловиш луѓе. На овој начин Петар го виде повикот. Со ова што го согледа, Петар го виде повикот. Ја виде Божјата цел за неговиот живот. Односно, го виде примерот кој што тој ќе го применува подоцна. И соодветно Петар согледа дека целта во животот не е да фаќа риби, туку да лови луѓе за Господ Исус Христос. Така Петар осозна дека неговата цел е нареден чекор за напредок и за растење, не за стагнација и задоволување само со изобилието. Инаку, знаете дека Исус го побара бродчето од Симон, но Симон Петар можеше и да не го даде бродчето. Можеше да рече: имам работа, оди кај другиот. Сепак не го направи тоа, туку кога Исус го замоли за да му го поземи бродчето, Петар тоа го овозможи. И тоа е указ дека Петар покажа покорност и мал чин на дарежливост. Ова значи дека секогаш кога малиот чин на дарежливост ќе го спроведеме на практика, Господ секогаш тоа ќе го пресретне со изобилие. И со ова можеме да заклучиме да го почитуваме Господ дури и во малите нешта. Бидејќи дарежливоста, иако е мал знак на послушност, ако почнеме со она што е неопходно, тогаш ќе завршиме правејќи го она што е невозможно. Значи, како што учиме да почитуваме и да правиме неопходни работи, така ќе дојдеме и до место каде што ќе имаме вера за да го направиме и невозможно. Што беше тука невозможното? Невозможното беше што истиот Симон Петар, кој што тука чистеше мрежи, се занимаваше со основните елементи на риболовството, од тоа исто место Петар подоцна зачекори по вода. Мрежите речи се искинаа од изобилниот лов на рибите, нели, кои што ги собраа. И што значеше тоа? Како го гледаме тоа изобилие со рибите? На што не асоцира? Како животот. Во животот можеш многу да собираш, до кога? Еден ден тоа ќе распука, како мрежа ќе се искине. Ќе затежне и дури и животот ќе ти го потоне, бродот. Најголемата цел не е изобилието, собирањето, трупањето на богатства на овој свет. Не ли е така? Бидејќи дури и тогаш изобилието пак од благослов може да се претвори во причина за твоето пропаѓање. Што треба да согледаме? Бог, кога дозволуваме да не снабдува, не застанува тука. Тој не снабдува, ни го дава изобилието, но ни дава и поинаква смисла на животот. Тој сака не нашиот поглед да биде фокусиран на тоа што можеме да примиме од него, туку да видиме
колку неисцрпни се неговите благослови кон нас. И колку многу сака тој да ни даде, многу повеќе од колку што ние во моментот имаме потреба. Но, за да се случи тоа, не треба да се задржуваме на основната потреба да придобиеме нешто. За да го согледаме сето она што Господ го има спремно за нас, треба пред се да го посакаме нашето чекорење со Него да биде постојано. Да имаме заедништво со Него. Да не мислиме дека се знаеме, дека не ни треба, па не можам сега, нареден пат ќе дојдам на богослужба, се си знам. Не. Напротив, да негуваме жет. Жет и копнеш за да тој не насити, не напои, не обезбеди. Но знаете како работите кои што ги доживуваме, некогаш толку ги земаме како гарантирани дека ќе ги добиеме, што дури не ги цениме. И дури кога ќе ги загубиме, тогаш ги цениме. За да не се случува тоа, секогаш треба да го пазиме нашето срце, да не се возгордее, да нема погрешни ѓаволски мисли во него, да не станува камено, туку секогаш да биде кревко и да биде како мека глина кој што Господ ќе го обликува во неговата рака. Бидејќи тоа срце во нас е основниот инструмент преку кое Господ ја излева љубовта Божја со Светиот Дух, точно низ тоа срце. А за каде ни е таа љубов? За да ги сакаме само непријателите ли? За да ги сакаме сите, па дури и браќата и сестрите. Зошто ви го велам ова? Затоа што ние го земаме тоа здраво за готово. Ке дојдам во црква, ќе ги видам тие и тие. Ама знаете ли дека некогаш може и да не ги видите тие и тие? Бидејќи некогаш некој ќе замине, ќе се прибере при Господа. И нема да имаш друга прилика за да се благословиш со тој брат или сестра. Не можеме здраво за готово да ги земаме работите како да се резервирани, дека обавезно ќе се случат. Затоа ако ги цениме нештата, ако се вреднуваме едни со други како богатство, едни кон други, богатство и благослов во Христовото тело, тогаш ќе го подготвиме нашето срце и за љубов едни кон други, и за жет со Бога, и ќе дозволиме, идејќи кон Господа, фокусот да ни биде тој, неговата личност, неговото име, неговата слава. Ве слушав додека славевме. Славењето не е караоке. Славењето е благодарност кон Бога. Но устата може да пее, ама срцето не ви пее. Срцето ви беше обременето од вина, од грижа, од умор, од потиснатост. Зошто ги држите товарите во вас? Зошто не ги префрлите во Божји раце? Зошто на Господ не му давате целосна слава? Зошто не го издигнете на престолот на вашиот живот? Вие не пеете во клуб, пеачки клуб тука за народни песни. Вие му пеете на Бога. И целта не е да се извика и да се пополни песната кој погласен ќе биде. Целта е во славењето, да го издигнеш Господ над секое нешто во твојот живот, над секој проблем, над секоја грижа, над секој страв, над секој недостаток дури. Затоа кога славите, доживувајте го Божјото присуство, подгответе си го срцето за средба со Него. Еве сите пеевте, но дали имавте средба со Исус? Дали го доживеавте? Да, со исклучок на поединци. Дали имавте откровение? Дали добивте пророчко слово? Дали духот ви се разгоре? Вие треба да го знаете одговорот. Кога доаѓате на средба со Него, кога доаѓате овде, доаѓате и бремето да го ставите во Негови раце. И грижите, и копнежот да ви е поголем, и жета уште подлабока за да тој ве напои. Бидејќи ако доаѓате насила, од обврска или со други мотиви и намери, вие само ќе бидете гости. Ќе поминете добро како да сте на шоу програм или театар и ќе си заминете, без да искусите надприродно Божјо присуство во вас. И затоа ви го кажувам сето ова, затоа што Господ, Господ, Господ ни е најважен, да! Но Господ, ако ти е најважен, ќе му ги довериш не само грижите и стравовите и твоите потреби, туку и парите. И тие што ги имаш, и тие што ги немаш. Се ќе му довериш во Негови раце и ќе дозволиш не парите да те греат и да ти дават сигурност,
туку ќе дозволиш Господ да ти биде оној што те осигурува за животот на земјата и за животот во вечноста. Бидејќи секое добро доаѓа само од Него. Парите се трошат, облеката ветвее, се распаѓа на овој свет, ништо немаш гаранција. Гаранција имаш единствено во Христос. Затоа кога тој е во твојот брод, од тебе не се бара ништо, само да го слушаш неговиот глас, а тој ќе те води бидејќи е добар пастир. Ако си на земјата, ќе те води покрај зелени пасишта и тивки води. А ако си во морето, ќе те води на длабоки води, не за да те удави, туку за да ти покаже длабочини на неговата изобилна љубов и на неговата благодат, која што во целост те снабдува со се. На истото место каде што Петар чистеше риби, подосна рековме, зачекори по водата. Мрежите си се приказ на тоа што носи изобилието, полна мерка, нели е така? Меѓутоа не е најважно тоа. Она што е важно е, дали ти дозволуваш во целост Исус да го движи твојот живот, твојот брод? Дали дозволуваш тој да ја има контролирачката улога во твојот живот? Бидејќи тој нема насилно да контролира. Тој нежно само ќе ти дава правец каде ти да се придвижиш. Но за да се случува таква соработка со него, треба твоето его и твојата суетност и твојата навика да си независна држава, да се смени и да станеш зависна држава од неговото управување. Тој да биде главниот председател во твојот живот. Кога почнуваш во заедничко чекорење со него, веќе не мислиш дека се знаеш, туку негуваш жет и копнеш за него и веќе разбираш дека ти си избран, си повикан во повик, а од тебе зависи дали ти ќе застанеш само до моментот кога ќе те обезбеди Господ со изобилие, или пак ќе продолжиш уште повеќе да примаш од Исус и да одиш по едни чудесни патеки, како што Симон Петар го остави изобилието и риболовството и започна да оди по тие чудесни патеки, следејќи го Исус. Зошто е ова важно? Затоа што само тие што копнеат се напојуваат и стануваат освојувачи на светот, стануваат ловци на луѓе, реформатори и луѓе кои носат промена. Значи Исус може да даде изобилие во твојот живот, бебиња, пример, бизниси, станови, куќи, дуќани, коли и до кога? Веќе имаш се. Од бебиња, од станови, од куќи, се ќе имаш. Тоа ли е смислата на нашето земско постоење? Тоа ли е смислата ние само да сме спасени толку ли? Изобилието на Божјата благодат во нас работи на еден чудесен начин, бидејќи не води надвор од рамките на она што можеме ние да го замислиме. Господ е Бог на чудата и тој ќе направи чудо во твојот живот. Но дали чудото што ќе го направи во твојот живот ќе биде поголемо отколку Бог во твојот живот? За жал, многу луѓе сакаат многу повеќе чуда. Пример, кога имаме исцелителни служби, луѓето не обрнуваат толку внимание на словото што дава живот, кое нели го проповедаме пред да почне исцелувањето. Целта е само да се прими потребното. Видете, Господ милостиво гледа и кон тој став. И ќе ти даде тоа што ти е потребно, исцелување и благослов и така натаму. Ама има нешто повеќе од исцелувањето. Има нешто повеќе од изобилувањето и снабдувањето. Има нешто повеќе од тоа ти да се омажиш и ожениш во животот. Има повеќе од твоето родителство, има повеќе од твојот бизнис и од твоите пари, од твојата кариера, од твоите успеси и достигнувања. Што е тоа повеќе? Знаете ли што е поголемото? Ти да се смалиш, а тој да се издигне во тебе и преку тебе. А кога тој израснува во тебе и действува преку тебе, ти си тогаш оној носител на светлина на две нозе и со две раце, кој што каде и да оди ја шири светлината Божја, ја шири радосната вест со благодат, со љубов, со разбирање, со спремност да го утеши секое помрачено срце. Тоа сте вие.
Вие сте повикани во таков повик. Стари ли сте, млади ли сте, вие сте подготвени за тоа. Вие сте повикани за тоа. И Христос кога ве повика во тоа, ве опреми со тоа. Тој повик во вас се случи и вие го прифативте и поверувавте. И Он ве спаси и ве запечати со Светиот Дух. За денот на избавувањето и вие сте веќе движени од Светиот Дух. Но некогаш не му дозволувате. Некогаш Светиот Дух ќе ти рече, време ти е. Време, еве, зрееше, стана пупка, сега ќе расцветаш. Време ти е да мирисаш за Исус. Не да мирисаш за другите. Не да мирисаш за семејството. Не да мирисаш на манџи. Време ти е да мирисаш на Исус. И ти што му викаш, добро, Свети Душе, добро, уште оваа манџичка да ја заврши. Разберете, повикот да помагаме и да служиме на луѓето не значи да ја имитираме Марта, сестрата на Марија, двете сестри на Лазар кој што беше воскресен. Биејќи работата, а обврските што ги имаме, секогаш ќе ги има. Не дека не треба да се завршат, но има време колку кон тие работи ќе бидеме посветени, а колку кон Бога. Во присуството Божјо, Марија избра да седи покрај Исусовите стапала и да ги слуша беседите на Исус, додека Марта беше зафатена со домакинската работа. Ако навистина Исус е во центарот на нашиот живот и нашиот фокус е кон Него, тогаш се друго ќе ставиме под Него. Нема примерно да ни е и ни кариера, ни развој, ни изобилие, ни ништо. За да си сигурен во тоа, прашај се. Господе, на која точка сум јас во мојот живот? Во која сезона сум? Што сакаш во оваа сезона јас да направам? Или како да откликнам на Твојот повик во оваа сезона на мојот живот? Покажи ми како сакаш да ме употребиш за Твои цели и за Твоја слава. Прашај го вака Исус. Прашај го, бидејќи не си жив само за да јадеш, да се занимаваш со битови ситуации, само да егото да го креваш, само на другите да служиш. Забораваме ли дека на Исус ме повикани да служим? Затоа прашај го, Господе, Ти ме познаваш каков сум, колку можам, што не можам. Но јас знам, Господе, дека Ти се можеш. Како е најдобро да бидам употребен за Твои цели и за Твоја слава во оваа доба од моето живење? И Господ ќе ти покаже. И ќе ти покаже, ќе ти рече. Ќе ти каже. Ќе ти даде послание. Ќе ти даде смисла. Како што на Петар му покажа пример. Така и тебе ќе ти покаже. Сликовит пример. Каде те гледа, како ќе сака да те употреби. И ти тога што ќе му кажеш? Ќе му кажеш, еве ме Господе, еве го Твојот слуга. Така ли ќе му кажеш? Не, нема да му кажеш така. Како ќе му кажеш? Еве ме Господе, еве го Твоето дете порасна и веќе е спремно со Твоја сила, со сила од Светиот Дух, да го исполнува повикот за кој што сум создаден, а потоа и спасен. Гледате ли колку убаво Словото изградува, поучува, не потикнува да се свестиме од сето ова што не замајува надвор и да сватиме, чекај, па јас стварно сум спасен. Па реално сте спасени, вие можевте да умрете вчера, вие можевте да ве згазеше камион минатово лето што помина, вие можевте да се удавите на море дека бевте на одмор, бре. Вие можевте сега да бидете заборавени, вие сте тука. Дури за време на ковидот можеше да ме снема. Ама еве ме. И мене, и тебе, и сите нас. Има Господ поголема смисла на нашето постоење. Ние мислиме само од тука до тука. Не е така. Господ не гледа низ нашата призма на времето и просторот. Бог е над времето и просторот. Он ги знае нештата што дури ние ќе ги извршиме и по една година од сега. И затоа не подготвува со слово на време што го слушаме и што не поттикнува да не се залетуваме по живот, по изобилија, по слава, кариера, followers и така натаму, туку кон што? Кон зависност од Него, спремност во нашиот брод, тој да остане и да биде кормиларот на тој брод.
Тоа е најважно. Тој да остане, да застане и да остане на престолот на нашиот живот. Бидејќи многу често забораваме и се случува наеднаш на престолот на животот да дојде анксиозност, депресија, панични напади, грижа за пари дека немало, проблемот со семејството, со партнерот, как ги расправи едно, друго, дрн. Сето тоа ние му ставаме толку големо внимание и акцент, што го трга Исус од престолот на нашиот живот и започнуваме така спонтано, несвесно да се поклонуваме на лажни богови, на идоли, да правим идолопоклонство кон проблеми, кон ситуации, кон емоционални кризи, психолошки верзии на страданија, физички диагнози и така натаму. Престанете, свеста исполнете ја целосно со Христос и со тоа што Тој го обезбеди за нас. Во вашата свест треба да станете будни, свесни за тоа колку сте оправдани, колку сте возлюбени, колку сте благословени, а не колку мани имате, колку слабости, колку ви е тешка ноќта, колку е уште потешок денот, како е чудно времето, колената што те вртат, па како е непријатно што не ти враќаат пари што си ги позаемил на некого. Хеј, тргни го сето тоа настрана. Тргни го, нека не те бранува се и сешто. Остани стамен на повикот. Не дозволувај твојот брод да го возат и да го тераат различни бранови во нејасни места и да те доведат до бродолом. Не го дозволувај тоа. Биди стамен, пушти ја котвата во Словото. Потпри се на Бога. Погледот кон Христос зависи од Него. Не очекувај луѓето да те разберат, прифатат и да те поддржат. Очекувај само Господ да е со тебе. На луѓето помагај, но не им верувај, превртливи се. Сакај ги сите, но не им станувај черга на кое што ги тријат своите нозе. Давај на сите, не скржавај, но не очекувај да ти биде возвратено. Простувај на сите, но не дозволувај да бидат пак на истата маса до тебе. На секого посветете му се и не се штедете, но не дозволувајте од вас да направат Бог и да бидете нивни идол. Љубовта во која што сте повикани да чекорите е љубов што не обврзува, љубов што ослободува, љубов што служи, ама не е глупава, туку љубов која е мудра, љубов која е базирана на вистината, а тоа е Јешуа, Исус. Во таа љубов се движиме и во таа треба да останеме. Дали сме свесни за тоа? Ако некој не кореспондира со нашата љубов од Христос, тоа не треба да не погодува, да предизвикува во нас револт, разочарувања, очај и лутења и гневови и непростување. Не. Напротив, треба да покажеме поголемо разбирање, простување, благословување, но исто така и елегантна дистанца, бидејќи што општо има да се меша светлината со темнината, Христос со ѓаволот. И тоа го учиме и затоа вие сте повикани. Ако сте повикани, тогаш сте избрани, тогаш сте оправдани, тогаш сте ојачани, тогаш сте подготвени за она што Бог го има припремено за вас. Ако е така и ако го веруваш тоа, тогаш немој да мислиш дека си како другите. Не копне и другите да бидат како тебе. Едноставно разбери, уникатен си. Дали со слабости, дали со позитивности, тоа не си ти. Твојата суштина, твојот дух, тоа си ти. И тоа е уникатно нешто. И во таа уникатност Господ става искра од неговата светлина, која што од тебе зависи колку ќе се разгорува и каква светлина на опсек, колку ќе дозволиме да се шири од нас. Затоа ако нешто ја попречува таа светлина, тргнете го. И ставете се и вие. Дозволете ако за некого сте соблазна, за некого сте одвратен, за некого сте црна овца, окей. Ама за друг ќе бидете патокас, светилник. Дозволете го тоа. Дозволете Господ да ве реализира во неговиот повик во кој што сте повикани да постоите. Амин.